Благодарам. Почитувани колеги, почитуван заменик министар, односно почитуван технички премиер, од денот на поставувањето на Министерката за труд и социјална политика, па нормално и да грешиме во раните утрински часови кога зборуваме и се прават грешки. Значи, од денот на поставувањето на Министерката за труд и социјална политика, Рашела Мизрахи, бевме сведоци на груби, вулгарни и антисемитистички напади врз министерката Рашела. Антисемитистичка порака копирана од нацистичката партија на Адолф Хитлер испрати функционерката на Социјалдемократскиот сојуз Мерсиха Смаиловиќ. Таа ја повика техничката министарка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи наместо знамето на ВМРО ДПМН, кога ќе има интервју, да си стави Давидова звезда, символот со кој Хитлер и нацистите ги бележеле евреите пред да ги пратат во концентрационите кампови на смртта. Морбиден статус наменет за министерката и од гласноговорникот и миленик на оваа влада Бранко Тричковски. Атак на етничка база врз министерката Рашела Мизрахи од страна на Љупчо Зиков, кој порача малку е глупаво како за еврејка, неприфатливо. И уште ред други навреди, напади и јавен линч од страна на поддржувачите на власта, и тоа само поради нејзината етничка припадност. Дури советникот на Зоран Заев, Зоран Бојаровски, кој е платен со народни пари, поддржува антисемитизам и ширење на говор на омраза помеѓу граѓаните на Република Македонија. И тоа сето од партија која наводно се залага за едно општество за сите. Истите тие кои се залагаат за едно општество за сите, без никаква причина ја анализираат етничката припадност на Рашела Мизрахи, односно прават етничко профилирање, што е забрането со политичката комуникација во цивилизираните општества. Но толку од цивилизираното општество, толку од едно општество за сите. И наместо владејачката партија да излезе со осуда за сите овие напади врз министерката, од кои за волја на вистината не слушнавме буквално ништо, а не слушнавме никаква осуда ниту од вас, колешки пратенички од Социјалдемократскиот сојуз, ниту пак од вашата организација на жени, осуда за говорот на омраза никаква немавте. Значи немавте доблест ниту да се оградите, не пак да го осудите овој говор на омраза. Наместо тоа, сето ова кулминираше со барање за разрешување на министерката од страна на техничкиот премиер Оливер Спасовски, повикувајќи се на Уставот на Република Македонија. Кој парадокс, партијата на власт која дојде со погазување на Уставот на Република Македонија, која го смени противуставно името на Република Македонија, сега се повикува на Уставот на Република Македонија. Токму вие, технички премиере Оливер Спасовски, немате ниту легитимитет, ниту кредибилитет да се повикувате на Уставот, бидејќи токму вие во повеќе наврати во текот на вашето министерување ги прекршивте и Уставот и законите кои важат во Република Македонија. Оливер Спасовски е техничкиот премиер што требаше да биде повикан на одговорност затоа што беше министер во влада на аболициран политичар. Оливер Спасовски не го спомнува рекет, иако видовме и ние и цела македонска јавност која е главата на октопотот во случајот рекет и како го советува едниот од осумничените во случајот како знаел за проектот со старечките домови кои одат преку Меѓународниот сојуз. Но не, наместо тоа, наместо техничкиот премиер да поработи на тоа, него му смета министерката Рашела Мизрахи, која одржала прес пред таблата на која пишува Република Македонија. Наместо да видиме колку Заев бил мешан во случајот рекет, Оливер Спасовски се занимава со таблата, очигледно е колку работите и што работите, значи се занимава со таблата која впрочем
била единствена во Министерството, односно наследена од претходната министерка. Меѓутоа, очигледно е зошто е ова барање за разрешување на министерката Мизрахи. Не заради таблата, туку заради тоа што министерката Мизрахи започна со откривање на бројни скандали и злоупотреби во функционирањето на Министерството за труд и социјална политика, кое беше предводено од министерката Мила Царовска, а сега вице-премиер во оваа влада. Заради тоа што министерката објави дека економско-социјалниот совет не функционирал и не носел одлуки на начин со кој тој со закон и правилник е утврдено. Министерката Рашела Мизрахи, за разлика од вас, технички премиере, работи. Таа ги посети сите центри за социјални работи, сите установи во каде што таа имаше ингеренции и се уште има, и секаде се нотирани истите забелешки, односно дека работите во овие институции не функционираат така како што треба да функционираат. И сето ова се само очајнички обиди на владеачките структури, предводени во моментов од техничкиот премиер, да се префрли топката на страна на министерката Мизрахи. И тоа без никакво конкретно образложение. Очигледно е голем стравот. Тоа повеќе не можете да го сокриете и ова е само уште еден очајнички обид за одлагање на изборите. Но одамна сте прочитани од страна на народот и со ова што го правите само уште повеќе го иритирате, зашто казната ќе ве стигне на 12 април. А на министерката Рашела Мизрахи ќе порачам само едно, да остани таква каква што е. Храбра жена, горда еврејка од Македонија. Таа е пример за многу македонци како се сака Македонија. Благодарам.